До доцна во ноќта по 13-часовна седница, Советот на град Скопје едногласно ја прифати иницијативата за дислокација на цементарницата Усија, поднесена од Зелен хуман град. Клучам дека ги донесовме заклучоците и ви честитам на успешната заедничка работа. И јас сакам да ви честитам на заклучоците и да ви информирам дека откако ќе ги добиеме официјално материјалите како град Скопје, веднаш ќе бидат доставени до сите оние релевантни институции кои што се споменати. Меѓу усвоените заклучоци на советниците и тој со кој градоначалникот треба да побара од владата да разгледа постапка за дислокација на Усија и други загадувачи надвор од Скопската котлина. Сега владата е на потек, таа треба да го разгледа начинот за започнување на постапка за дислокација. Новиот министер за животна средина Мухамед Хоџа денеска свикал итна координација. Тој со порака борбата против аерозагадувањето е приоритет, нула толеранција за загадувачите. Побарав од директорката на Државниот инспекторат за животна средина Гиновска информации во врска со надзорот на работењето на Усија, како и да се изврши надзор над работењето на сите останати правни субјекти кои поседуваат таа интегрирани дозволи за кои е надлежно Министерството. Целта на ваквата постапка е заедно со вонредни инспекцијски надзори да се испита состојбата на терен со обврските кои произлегуваат од поседувањето на вакви еколошки дозволи. Паралелно со синоќешната седница во град Скопје пак се одржа протест организиран од Сдруженијето Стоп за Усија. Граѓаните преку 10 барања, меѓу кои дислокација на цементарницата, ги блокираа булеварите Борис Трајковски и Србија и протестираа на само 100 метри од главниот влез на фабриката. Сметаат дека Усија е најголемиот загадувач на воздухот во Скопје. Без разлика што странска компанија, странски борд на директори, што евентуално ќе си одат и ќе ни остават трак, сепак има луѓе тука што тоа го одобруваат, што Усија дали преку легални начини, преку подкупување или преку одредени кампањи, сепак се представува дека е сосема ќе организација. Од компанијата Титан Усија ги отфрлија обвинувањата дека се главен виновник за загадувањето. Велат причините се на друго место. Компанијата тврди дека работи согласно најдобрите достапни техники и стандарди на Европската Унија и дека е под постојан надзор на Државниот инспекторат за животна средина. Последниот увид од страна на Државниот инспекторат за животна средина, институција која е надлежна за сите инсталации со интегрирана еколошка дозвола, беше извршен на 18 декември 2025 година, при што инспекцијата повторно утврди дека нема отстапување од законски дозволените лимити. Деновиве реагираше и поранешната градоначалничка на Скопје Даниела Арсовска. Обвини дека јавното обвинителство и по 3 години нема постапено по кривичната пријава поврзана со загадувањето, што според неа било утврдено кај Титан Усија. И додека надлежните бараат начин како да ги заштитат скопјаниот од отровниот воздух, од Сдруженијето Стоп за Усија најавија дека после празниците ќе ги интензивираат своите активности. Велат, ова е почеток на крајот за цементарницата.